Родот на отворено е најпогоден од климатските промени. Негови непријатели не се само градот, дождовите, ветровите, туку и температурите кои достигнуваат високо во термометарот. Експертите велат дека земјоделците мора навреме и превентивно да делуваат кога станува збор за заштита на земјоделското производство. Во таа насока, не се сложуваат дека иднината на стромичкиот аграр се само пластениците и фолијарното производство. Имаше една идеја кој што за жал не заживее тука, а тоа е да се стават заштитни мрежи. Зошто го велам заштитни мрежи? Затоа што заштитните мрежи не само што штитат против град, кој што еве сведоци сме, има град, има региони каде што има и до 100% уништено, кај што да бидеме реални и Америка како најбогата држава не може тие штети да ги исплати од буџетот, а не Македонија кој што знаеме дека сме сепак по обем на буџет не сме толку богати да успее 100% да ги заштити земјоделските производители. Значи, најдобро е да се врши заштита со мрежи, кои што од прва страна ќе ги намали опасностите, односно штетите од град, односно нема да има град. Второ, опекотените кои што се јавуваат ќе ги намали, а што се однесува до појавата на, да речеме, на болестите, тука не може да се каже дека во иднина еве лани имаше овој период умиравме од жештина 42, портокалова, црвена. Тука па сега па не мрднавме појќе од 30 и нон-стоп дождови. Значи тука има не е толку се опасни ако вршите редовна хемиска заштита на културите на отворено. Најопаснија е појавата на опекотини и пред се градот. Иако е скапо во прво време поставување тие мрежи, сепак понатаму со години ќе се исплаќа, особено на културите, како што е виновата лоза, кои што се повеќе годишни, овоштарството, па и на отворено да се стават заштитни мрежи и на тој начин ќе се заштитат од град. Пластеничкото производство е еден од клучните фактори за раноградинарско производство во Македонија. Одржувањето на температурите во пластениците, како во летниот, така и во зимскиот период, е еден од најважните фактори за успешно производство. Зголемената потрошувачка на енергија е значаен фактор во зголемените трошоци во текот на производството. Најголем резултат во правилното одгледување е постигнат во пластеничкото производство, наведуваат експертите. При одгледување на земјоделските култури под пластеници може да се издвојат повеќе предности, меѓу кои подобар и подлабок развој на кореновиот систем, подобар водно-воздушен режим, побрзо загревање на површините, намалување на проблемите со болести и штетници поради подобрениот водно-воздушен режим, поголема толеранција на грешки во текот на целото производство.